За тема на денот со председателот на владата и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Господин Мицкоски, може ли веднаш на почетокот да расчистиме со даноков за самци? Сакавте, велите, да предизвикате дебата во јавноста, но ве исплаши ли реакцијата од јавноста, па велите дека таков данок нема да? Не, видете, апсолутно не станува збор за страв. Напротив, желбата беше да се крене свесноста за овој проблем кој што е сериозен и се стреми да стане катаклизмичен за едината на државава, генерално и за едината на нацијата. Го слушав и прилогот во вашите вести. Има голема дебата и насекаде во светот во делот на демографијата. И не би можел да се сложам дека даночни олеснувања или друг тип на инсентиви се решение. Напротив, има многу случаи кои што во суштина се такви да и покрај големите фискална поддршка и субвенции не вроделе со плод. Денеска за време на пресконференцијата ја споменав еден пример. Тој е примерот, да речеме, со Јужна Кореја, каде што тие за околу 15 години според различни извори имаат потрошено помеѓу 200 и 270 милиарди долари за да го стимулираат фертилитетот и наталитетот и така натаму. Но тие денеска имаат најнизок и тоа е 0,75 по мајка. Или во главниот град, да речеме, на Јужна Кореја, Сеул, кој што е најразвиен и центар и мегалополис, тоа е 0,5. Што значи на две мајки едно бебе. Доаѓа како што повеќе пари, толку помалку желба за... Па еве да речеме Полска, која анализирате. Таму имаше онаа програма 500 злоти, па потоа се зголемуваше сумата. Полска 2017 има 402.000 бебиња родени. Полска 2024 има 252.000 бебиња. Во првите 3 месеци има 10% помалку родени бебиња оваа година отколку лани, која што беше историски најниска. Земете Грција, истиот е случај, Албанија соседна земете. Албанија 1990 година има 82.000 бебиња. Албанија 2024 има 23.000 бебиња, а оваа година првите 3 или 4 месеци има за 14% помалку родени бебиња споредено со минатата година. Косово 88 е околу 50 и нешто илјади. Косово 2024 е 21.500. Ние, Македонија, еве земете Македонија. Македонија 2016 е околу 23.000 бебиња. Македонија 24 е 16.000. 30% рецесија. 30%. И таков е примерот и со Германија. Германија минатата година го има историски најнискиот фертилитет и тој претежно се должи каков таков на германците кои што се генерално емигранти. Истото е и со балтичките земји. Мора да бидеме свесни дека изумираме тивко, но полека. Добре, да видиме со вашите пораки и оно што го презема сега како активност Министерството за социјална политика, демографија и млади, дека можеби ќе даде во иднина... Тоа ќе биде комбиниран сет на мерки, да. Но тоа е едниот дел на решавање на проблемот. Да речеме, 6 инвитро процедури бесплатни наместо до сегашните 3 со носењето на новиот закон кој што е во процедура. Понатаму стимулација за прво, второ родено дете, ослободување на мајката од персонален данок на доход една година за прво родено, 2 години за второ родено, за трето и повеќе секоја година ослободена од персонален данок на доход, се додека највозрастното дете не стане полнолетно. И така натаму. Сепак има финансиски бенефиции дури од таков чекор. Тоа се комбинирани. Ние мора да работиме уште во најраната возраст со дечињата да они во својата перцепција свата дека семејството е практично јас, мама и тато, бато и дада, а не јас, мама и тато. Тоа е многу важно. Затоа денеска и малку фигуративно тоа го кажав, умот и срцето се најважни. Так. Да, овие стимулансите ќе ги дадеме ние. Во ред, ете, се крена лавина реакции врз мене, не е проблем, јас ќе ги издржам, поентата ми беше поинаква. Да има јавна дебата, што се случува и многу се радувам што се случува таа јавна дебата. Добро, денеска први истрчавте на теренот предизборен во Скопје, Орце Георгиевски е кандидат за градоначалник. Велите, ги научите сите лекции од претходно. Сега, ако додадам нова, дека СДСМ вела дека тој не остварил ниту 20% од програмата, дека се работело за пиар лажен од негова страна.
И ако какви се вашите проекции, дали ќе можете да го компензирате, практично би рекол, фијаското што имавте со Данела Арсовска, со оглед дека сега истрчувате со партиски кандидат? Да, Орце Георгиевски го познавам уште во времето кога беше дел од раководството на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Се сеќавам пред 14 на години. Прилика тогаш беа изборите во 2011 година. Тој беше дел од мојот тим во Републичкиот изборен штаб на партијата, делегиран од Унијата на млади сили. Понатаму работев како организационен секретар во Кисела вода, кога тој беше претседател на Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Кисела вода. Потоа беше и претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Кисела вода, потоа беше во извршниот комитет, кога јас бев претседател. Сега е градоначелник актуелен на општина Кисела вода и јас сум сигурен и убеден дека ќе биде еден градоначелник на Скопје. Така што декада и пол, тоа е сосема доволен период, имајќи ја предвид нашата разлика во возраста, мислам дека е сосема доволен период да го научам Орце Георгиевски и неговиот карактер, неговата амбиција, неговата желба, начинот на функционирање и работа и така натаму, што е комплетно различно, да речеме, од оној случај во 2021 година, кога се обидувавме со некое решение надвор од партиската структура. Имаме сега комплетен антипод на сето тоа. Сега слушаме дека со албанскиот коалиционен партнер во владата се уште не сте седнале на маса да разговарате евентуално за поддршка во општините каде што тие преферираат. Сознам, преговори се во тек, ако Максим Димитриевски е, би рекол, фикс во Куманово дека би го поддржале, дали ќе го оставите во центар да бие битка со поранешните партиски другари? Па ќе видиме, ние уште не сме имале конечна одлука како ќе завршат преговорите со ЗНАМ, но конвергираат кон позитивно решение, се разбира. Тоа е логично. И кои од општините би, условно кажано, имале ЗНАМ свој кандидат, а ние би го поддржале, и обратно, во кои општини ние би имале кандидати, а тие би поддржале, многу наскоро ќе знаат македонските граѓани, но што е важно е дека во навистина конструктивен дух, во една пријателска атмосфера се движат тие преговори и разговори. Јас сум убеден дека многу скоро ќе постигнеме решение. Како ќе постапите доколку хипотетички имате ситуација во вториот круг кандидат од ЗНАМ и од Вреди? Па таква хипотетика не гледам каде би можело да се случи, нити математика не би можел да предпоставам. Се разбира дека такво нешто ќе се случи, но кога тоа ќе се случи, ако се случи, а не гледам дека би се случило некаде, тогаш дополнително ќе носим одлука. Ќе се смени ли вашиот однос кон албанскиот владин коалиционен партнер Вреди доколку оствари значително послаби резултати од ДУИ? Видете, јас сум убеден дека после развластувањето на Демократската унија за интеграција минатата година, сега следи еден процес на катарза во рамките на албанското гласачко тело. И јас сум убеден дека на следните локални избори ќе биде препознаена политиката спротивна на политиката на ДУИ, која што ја гледавме повеќе од 20 години. А која беше таа политика на ДУИ? Тоа беше политика на купување трговски центри, политика на купување на скапи дуќани по ефтини пари во центарот на главниот град. Тоа беше политика на формирање на инстант фирми кои што вообичаено беа препознаени од некои од инвеститорите или пак добива брзо јавни набавки, тендери. Тоа беше политика во која што масовно имаше оцелување на или депопулација на градовите каде што условно мнозинство е албанското население. Таков често пати го споменувам примерот со Гостивар и други градови. Гостивар е еклатантен примерот кога од 85 на 59.000, да речеме, е намалена бројката на население. Тоа е политика кога му се плукаше на системот во лице, кога се играа оние фудбалчиња, кога се играше кошарка. Тоа е една политика која, освен политичка и етничка поларизација, друго ништо не препознава. Јас сум убеден дека таа политика на овие локални избори ќе биде поразена и од страна на гласачите ќе биде препознаена политиката на коалицијата или сега веќе се надевам многу скоро и политичката партија Вреди или Влем.
Ќе имаме многу до локалните избори, едно кратко прашање би рекол, вие олеснува ли позицијата за општина Струмица со некандидирањето на Костадин Костадинов? Не, мојот став беше јасен и претходно дека ВМРО ДПМН ќе го даде името на следниот градоначалник на општина Струмица. Пред да попинеме на најболната точка, еве, последните години, па и децении правосудството, би се навратил на оној случај трагичен во Кочани. Што бараат од вас роднините на загинатите и повредените во трагедијата во Кочани, еве со ката неделни протести, само институционална или финансиска поддршка или бараат и политичка одговорност? Па видете, јас сега не би можел да кажам што е тоа што тие го бараат. Јас наистина сочувствувам со нивната болка. Трагедијата беше голема, ужасна. Нас не задеси само после 8 месеци влада. И она кое што ние го направивме, мислам дека ретко кој го има до сега направено. Информацијата која што денеска добив од страна на официјалните лица во здравството е дека и последниот случај кој што беше критичен излегува од таа критична фаза, од оние повредените. Првата група горе на Пониква го помина оној прв рехабилитационен период, сега ќе дојде втората група и така сето таа ротација ќе продолжи. Ние ќе следиме состојбата како држава, како здравствен систем, ќе сториме се за да одговориме позитивно. Јас знам дека луѓето од мојот кабинет се во континуирана комуникација со родителите и на повредените и за жал на починатите дечиња и луѓе. Сега има и такви поединци како оној родител кога ме навредуваше на јавна сцена, но тоа јас простувам, тоа е сепак една специфична ситуација во која што наистина не би можел да замислам како се чувствува човек. Имаме два чудни случаи сега во правосудството, продолжуваат да го следат скандалозни одлуки, би рекол, ќе наведам последниве две случаи. Две претходни пресуди има моторџија без дозвола со моторна пешачка патека на кеј убива човек, побегнува од местото на настану без да пружи помош. Судијата му одредува само куќен наместо затворски притвор. Вториот е судскиот совет на последниот избор, заведе председател на Основниот кривичен суд, го избира за 10 места послабо рангираниот судија. Видите, мојот став за работата на судскиот совет, за нашето судство, обвинителство го знаете, не треба се да го повторувам. И затоа ние се наоѓаме таму каде што се наоѓаме. Но како да ве провоцираат со вакви одлуки уште? Па видете, оние ќе продолжат. Јас тука не очекувам дека ќе се застане, ќе се продолжи понатаму, затоа што тоа е последниот бастион практично на претходната влада на СДСМ и ДУИ. И јас не очекувам дека тука ќе има било какви промени во нивното однесување, во начинот на функционирање. Ние почнавме, влеговме во еден таков процес и покрај сите би рекол политички критики кои што ги трпевме, ние одлучивме да одиме чекор поназад, се со цел да дадеме шанса на случајот Кочани. Може би тоа за нас представува политичка дефанзива, но ако го гледаме тоа низ една објективна оптика, тогаш ќе дојдеме до заклучок дека потребно е пред се да се смени менталниот склоп на тие луѓе кои што ги носат тие одлуки таму, а потоа се останат. Вас да ви изгласаат интерпелација, недоверба истите тие кои што ве бирали, и вие да речете мене не ми е гали, јас ќе продолжам да си ја земам мојата висока плата и да носам одлуки кои што нема никаква врска со правото, тоа доволно говори за карактерот на тие луѓе. Видовме една снимка за 38 веќе пренаменети подготвени противпожарни возила, одлично искористени возила кои што беа за на отпад би рекол, но тоа што сакам да ве прашаме, сега имаме возила, имаме ли пожарникари? Ќе имаме ли нови пожарникари? Ќе има ли кој да гасне пожар со тие возила и за која плата, ако се навратиме на случајот со пензионираните пилоти кои не беа задоволни од платите? Да, и веќе, ајде вако да почнеме поред. Македонската интервентна пожарна, еве така да наречеме оваа единица, сега наистина она делуваше денеска импресивно и многу мотивирачки што се случи, а тоа е комплетната пренамена на некогашните полициски и армиски БТР-80, Хермелини и Пинц-Гауери, или Пинцови, како што тие ги нарекуваат, кои што беа управувани со луѓе кои што се вешти од Министерството за внатрешни работи и армијата.
На сите тие им е вграден различен резервар во зависност од статиката на самото возило, за да не дојде до изместување на тежиштето, за да не дојде до превртување и слично. Работе инженери на овој проект. Резерварите се од 1,5 метар кубен до 6 метри кубни. Исто така се со вградени пумпи кои што се со различна конјажа, пумпи со различна моќност, притисок и така натаму. И навистина тоа ќе делува импресивно кога зборувавме со луѓето од армијата колкав терен тие би покриле. Ми беше кажано дека до 20 километри сами овие возила кога би се распределиле би изгаснале пожар кој што би бил во опфат од 20 километри. Да. Тоа е навистина еден одличен периметар и дава една голема сигурност и чувство на доверба. Ништо не го чинеше буџетот, општествено одговорни компании го донира. Јас се користам и оваа прилика да им се заблагодарам. Одговорни наши сограѓани кои што својот труд го вложија и бесплатно практично го направи оваа пренамена на сите овие возила. Јас сум воодушевен што има такви луѓе, им благодарам од срце и нашата огноотпорност, да фигуративно да се изразаме, многу поголема визави онako што беше пред година 2 или 3. Ако си има предвид дека едно возило ново вакво чини 400.000 евра, тогаш помножете вие и можете да направите една симулација дека ние неколку десетици милиони евра заштедивме практично, а од друга страна добивме една единица која што е подготвена да се бори со огнените стихии доколку се случат. Од друга страна, отпочнате огласот за вработување на 400 нови пожарникари. Еве ги охрабрувам луѓето преку општините и така натаму да тие кои што се чувствуваат подготвени да влезат во овој процес. Ова единица, армиските хеликоптери и хеликоптерите од полицијата, на тоа додадени ер-тракторите, еден е вратен од сервис, другиот се враќа оваа недела, третиот до крај на јули. Ценам дека сме апсолутно подготвени доколку оваа година се случат пожари, да ги прифатиме и да ги совладаме. Плюс тука би ги додал и доброволните пожарникари кои што пред неколку недели заедно со подпредседателот на влада, господин Димовски Љупчо, има еден тренинг, една показна вежба на Пониква, каде што и тие исто така се обучуваат. Така што генерално можам да кажам дека сме навистина спремни доколку се случат овие пожари да действуваме. Сме проактивни, не сме реактивни. Утре 7 истекува рокот за аплицирање или пријавување за финансирање на изградбата на брзата пруга. Имате овој пат пријавени финансиски институции заинтересирани? Да. Да? Добро, зошто одлучивте да земете толку голем заем железницата, кога велат политиката на ЕУ во инфраструктурата е обично грантови, кога одредена земја е пред влегување или кога ќе влезе, тие финансираат со грантови инфраструктурни проекти со кои се поврзува Европа. Тоа значи дека во скоро време не можеме да сметаме на такви грантови? Па не, ние можеме и сега да сметаме на грантови кои што се дел од планот за раст. Од тој дел, да. Да, најчесто тие грантови се однесуваат на техничка поддршка и за јакнување на капацитетите. И мал дел во реални работи на терен. И предпоставувам во иднина, кога ние би ги отпочнале преговорите, како би пристапувале кон Европската унија, тие грантови би биле значени. Но објективно, ако гледаме од денешна оптика, тоа нема брзо да се случи. Бидејќи гледате што се случува, не е суштината промена на уставот, тоа што ние го зборувавме многу давна, туку се сосема некои други атрибути кои што им пречат на тие кои што нас не попречуваат. Но за тоа предоставам ако има такви прашања. А што се однесува до пругата, нас не е потребна таа пруга веднаш, затоа што ќе останеме изолирани ако не ја направиме таа пруга веднаш и ако не ја модернизираме. Затоа што веќе имаме преговори, разговори со големи компании од Исток, со големи компании од Централна Европа, кои што доколку ова се заврши поскоро, за 10 пати би го зголемиле транзитот на карго возови и за 10 пати би го зголемиле приходот на јавните предпријатија МЖ инфраструктура и транспорт. Тоа значи е условно ред величина од сегашните 12 до 120 милиони. Да.
и на тој начин ние максимално ќе оптимираме искористеноста на нашата геостратешка положба, да бидеме раскрсница на два важни паневропски коридори, коридорот 8 и коридорот 10. Се радувам што имаме напредок во реализацијата на коридорот 8 со нашиот источен сосед. Подпредседател на влада и министар за транспорт имаше состанок со неговиот колега, се договорија. Се радувам што многу скоро и тој процес ќе биде одглавен и ние вистински ќе бидеме раскрсница како никоја друга земја во Европа на вака два важни коридори, паневропски коридорот 10 и коридорот 8, а преку една одсечка која што би ја поврзала Струмица со Петрич, ќе бидеме директно поврзани и со коридорот 11. И тоа ќе биде единствен случај во Европа, што нас, како земја која што не излегува на море, ќе не биде голема геостратешка предност. За другиот стратешки партнер, САД, денеска се објави информацијата од 1 август стапуваат високите царини кон другите земји од светот. Тарифи, тоа не се царини, тарифи. Тарифи, се извинувам. Трговски тарифи, да. Ќе бидеме ослободени од тарифите на САД? Па видете, јас не би можел сега ништо официјално да кажам и да потврдам. Преговорите се во тек, се водат во навистина добра, позитивна насока. И еве да оставиме следната недела бидејќи следната недела е крајниот рок, нели? Најави тоа и председателот Трамп, да слушне македонската јавност што е тоа што ние го добиваме од страна на администрацијата на председателот Трамп. Сега би сакал две прашања во едно, практично ќе ги ставам поврзани со економијата за најширока популација. Едното е барањето на синдикатот за 500 евра плата, дали е тоа мртво барање, со оглед на нивната пресметка од 1050 евра потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејство, и обновеното барање на пензионерите преку протести за линеарно зголемување на пензиите, за да барем малку се исправи неправдата на овие луѓе кои што во транзицијата биле пријавени на минималци, не по своја волја, се разбира, за да можат да имаат пристојна живеачка. Видете, мислам дека кај пензионерите ние направивме во овој момент максимум тоа што може да се направи, тоа што беше ветено, како што никој до сега не го направил, а тоа е линеарно покачување на пензиите за 5000 денари. Ние тоа го ветивме дека ќе го направиме во првата година, а во суштина го испорачавме и во првите 9 месеци. Да. Таков е и законот, да со завршувањето на овие две усогласувања практично се враќаме на старото законско решение, каде што зголемувањето е процентуално. Условно ние би требало тоа да го терминираме, да го тргнеме вон сила и да донесеме ново законско решение. Поради локалните избори сега тоа е во моментот невозможно. Така што предпоставувам дека сигурен сум дека во најголема мерка успеавме колку толку да го облажиме се тоа вие кое што го кажавте, но во иднина не исклучувам во зависност од расположивоста на буџетот повторно да помагаме, односно да го вратиме она кое што им било ускратено. Оваа година дел од нашите приоритети беа и договорите со здравствениот синдикат, здравствените работници, дел од приоритетите беше договорот со образовниот синдикат, образовните работници, полициските службеници исто така добија зголемување од 10%, нивелирање согласно согласување минималната плата добија административните службеници и така натаму. Сега да не се повторуваме, успеавме да од една страна ги вратиме сите оние дупки кои што ги наследивме од претходно, а беа, верувајте, големи, сме го зборували тоа многу пати, а од друга страна дел од нашите приоритети да ги реализираме кои што знаеме дека им се важни на граѓаните. Минималната плата продолжува со согласување? Минималната плата си има закон за минималната плата, но ние ќе го прифатиме секое она решение кое што при економско-социјалниот совет ќе го договорат работодавачите и работниците. Жалам што ова прераснува политичка тема да биде, не би требало да биде политичка тема, но тоа е што е. Видете сега, ние сме во политиката политичари и ние не можеме да исклучиме и политички злоупотреби и обид за политичка манипулација, така што ако некој сака договор, треба да е подготвен да постигне договор, а не да има максималистички барања. Така што
Ете, тоа е тоа. Дали добивте повратна информација од Европарламентот дека на пленарната седница следнава недела со амандман дефинитивно ќе се извади термините македонски јазик, македонски идентитет од извештајот на ВАјЦ и што добивме, што загубивме во оваа пресметка со Бугарија во Европарламентот, во која успеа бугарите да вовлечат и други европратеници? Јас би сакал две работи да кажам, кои што за мене се битни после сето ово. Прво, треба да знаат граѓаните дека никогаш порано, ама никогаш порано, во Европскиот парламент не се зборувало гласно, ниту било дел од европскиот извештај македонскиот идентитет и јазик. Никогаш. 34 години, независна држава, никогаш тоа не се случува. Ова беше за прв пат да се најде македонскиот идентитет и македонскиот јазик дел од извештај на извештувач за Македонија. Јас сум среќен што тој извештај го помина нај прв филтер на АФЕТ, Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент. И тоа ќе остане во институционалната меморија на Европскиот парламент, дека некаде во некој извештај таму е споменато македонски идентитет и македонски јазик. И тоа не беше едноставно да се случи. Не е провокација како што велат од СДС? Зашто провокација? Тие велат дека провоцирате и до сега било се и македонскиот идентитет и јазик биле за СДСМ, фиксни. Не, никогаш не биле фиксни затоа што никогаш не биле дел од извештај. Нити идентитетот, нити јазикот. Јас не можам да зборувам на тема ваква со национално исплакнати луѓе кои што се релативизираат кога станува збор за националното, затоа што нивен приоритет е политичката позиција и можноста да управуваат со јавните финанси за да се богатат на грбот на народот. За мене политиката е испишување историја. И за мене, може би грешам, ќе судат граѓаните на избори, ќе кажат, тоа што го поминавме АФЕТ со ваков извештај и што ваков извештај сега ќе биде на дневен ред на европарламентарците, бидејќи пред да го поднесат на талибански начин тие што ќе го поднесат амандманот за бришење на идентитетот и јазикот, тој ќе биде во овој обем во кој што облик во кој што помина на АФЕТ. Значи за прв пат европарламентарците сите во главниот град на Европа, Брисел, на маса ќе го имаат ова пред себе. Сега ќе се најде некој од нив кој што има талибански навики и ја залутан во политиката европарламентарец кој што ќе предложи таков амандман за бришење на овој јазик и негирање на македонскиот идентитет и јазик. Тоа е првата работа. Втората работа е што конечно на сите им стана јасно. Апсолутно на сите. И во официјални и во неофицијални разговори со луѓе од Брисел, веќе на сите им стана јасно дека не е во суштина проблемот неколку стотини бугари во македонскиот устав, дека проблемот е многу подлабок. И дека сето она што го зборуваме од 2022 година па наваму, дека е направена историска штета, излегува дека сме биле во право. Тоа што сме биле ние во право не ја намалува нашата болка. Но од друга страна, се е поголем бројот на наши сојузници кои што ја сваќаат вистината. Она вистинска вистина, не она вистина која што некој сака да ја портретира и да ја конструира. И затоа сега веќе низ оптиката на тие луѓе поинаку се гледа на овој случај, затоа што вакви работи во 21 век во Европа се навистина сосема спротивни од европските вредности. И тоа е она за кое што јас како втора работа би сакал да го потенцирам покрај ова прво. Так. Сега не ни ја намалува болката, но не ни ја отвара и вратата. Вашата политика кон условот вметнување на бугарите во уставот е јасна, но содржи и контрабарања кои имаат своја градација или генеза. Прво беше гаранција дека Бугарија повеќе нема да условува со билатерални идентитетски прашања. Потоа имавме спроведување на пресудите од Судот за човекови права во Страсбург за македонците и за Омојлинден Пирин, нели? И потоа последното барање беше назначување македонец како член на Комитетот за малцинства, кој е директно под бугарската влада, нели, а во кој членуваат роми, турци, ерменци. Кој е вашиот став сега? Сите услови или барем некој? Не, тоа се работи кои што се причинско-последично поврзани, не се тоа бројни услови. Беа хронолошки кажани во различни времења, па затоа. Не, ама тоа е едно со друго поврзано и суштински, не само не е тоа само по себе посебно барање. Но на првиот тест паднавме ние, зашто зборуваме?
Ако нас во главниот град на Европа не ни се признава јасно и гласно нашиот идентитет и јазик, ние ќе останеме, нема надвор, ние нема да носиме катаклизмични одлуки. Напротив, ние ќе се обидеме уште повеќе да покажеме и да докажеме дека нашето место е токму таму каде што е местото и на ние 27 земји членки. Нема да се откажеме. И ќе продолжиме да пишуваме историја и да оставаме за историските читанки да толкуваат. Но тоа беше првиот чекор, за да се врати до вербата кај македонските граѓани, посебно македонскиот народ, дека во суштина никој нема намера повеќе во иднина да му поставува било какви пречки, ултиматуми и да остава лузни на неговото ткиво. Ако тие не можат ова да го испорачат, како ние потоа можеме да веруваме дека промената на уставот е само формалност, а во суштина понатаму веќе Бугарија нема да може ништо да прави, бидејќи нема смисла, веќе ја претера што ја претера. Па зарем не е ова претерување? Бришење на идентитет и јазик. Ако тоа не е претерување, не знам што е претерување. Тоа е прво. Второ, ние имаме обврска превземена од претходната влада, велиме да, така е. Зашто ја превзеле таа обврска, не е битно. Лекомислени политичари, лакоми алчни за позиции, мислеле дека на тој начин ќе останат подолго на позициите, мислеле дека ако на тој начин потпишат се што ќе им биде на маса ставено, дека ќе им се заборават другите греови, ќе има притисок инженеринг од надвор, ВМРО, ДПМН и останатите нема да победат и така тие ќе си останат во владата. Очигледно дека погрешиле. Ние им велевме тогаш дека грешат, очигледно дека погрешиле. Значи донеле погрешна одлука, суспендирајќи го парламентот. Втората дилема, зошто да ги внесеме? Зошто е барањето на бугарите да ги внесеме во уставот да бидат конститутивен народ? Постојат две дилеми кои што ние ги анализираме. Првата, човекови права. Хајде да видиме дали се човекови права. Напротив, во многу извештаи на Советот на Европа стои дека нема нарушување на човековите права. Македонија е земја шампион во човекови права. Од друга страна, нема ниту еден предмет кој што се води пред судот за човекови права за нешто такво од страна на бугарски држави. Значи не е тоа. Второ, ајде да ја слушаме изјавите на нивните политичари кои што велат, ама видете таму има 200.000 бугари. 200.000 на 1.800.000, тоа се нешто повеќе од 10%. Така ли? Па тогаш 10% обвинители, 10% суди, 10% во јавната администрација, 10% и така натаму и така натаму. А не го испорачувате тоа? Ново вето. Училишта, факултети, весници, телевизија. Ново вето. Ке биде ново вето. Ајде сега за овие 10% да го славиме денот на Сан Стефанска Бугарија, бидејќи тоа е денот на Бугарија. Со должна почит, јас го почитувам и така, но барам и мојот да го почитува. Мојот Илинден 903 барам да го почитува. Да ги почитуваат природбениците од 19. век. Да ги почитуваат сите оние жртви кои што овој народ македонски ги дал за својата македонска држава. И затоа велам во ред, ајде да видиме што треба тие да испорачат. Потпишале ли меѓународни конвенции и резолуции за заштита на човековите права? Потпишале. Која е институцијата во Европа која што треба да суди за заштита на човековите права? Страсбур. Што вика Страсбур? Страсбур вели 14 пати во позитива за тоа дека бугарската влада ги нарушила или ги ограничила. На Софија вели плативме и завршивме. Не, тоа се смеат сите. Тоа се смеат сите. Тоа е, како да ви кажам, каде да го кажете, тоа предизвикува чувство на хумор. Не функционира тоа така. Сега, доаѓаме до вториот дел од она што го зборим. Ако ние имаме обврски, имате тие. Ајде да разговараме за Умо Илинен Пирин и негово признавање како невладина организација. Министерскиот совет за малцински права еднаш на 3 години распишува оглас кога невладините организации предлагаат свој представник. Тоа не е нешто менување устав или не знам што. Тоа е процедура. Мислам сега 2027 треба да има таков оглас. Значи, ако биде имплементирана пресудата од Страсбур некоја и биде признато правото Умо Илинден Пирин, да речеме да биде невладина, таа ќе може да си предложи македонец член во Министерскиот совет за малцински права. Како што 3500 ерменци си имаат представник. Тоа е причинско последично поврзано. Ерменци, евреи, роми, турци и така на 7-8 етнички заедници се малце го проучува в периодов, лично се занимавам со сето тоа. Затоа они не сакаат
затоа што не признаваат македонски народ, не признаваат македонски идентитет. Добро, господин Мицкоски, за Тоа крај... е суштината. Нема, видите, кога носите политички одлуки и кога се занимавате со оваа професија, не е да ги броите тендерите и паричките. Не, тоа го прават, како да речам, луѓе што не се достојни за оваа работа. Вие треба да ставите некаква историја позади вас. Не можете да носите одлуки кои што ќе уништат еден цел народ. Тие ја оставија државата и народот без европска иднина со тие лековерни одлуки што ги носат. За крај да ве прашам, бидејќи велите остануваме на стратешката цел, може ли таа стратешка цел малку да се отклони, ако имаме примери како што е Унгарија членка на Европската унија со одлична економска и секаква соработка со Кина, па дури и хабови кинески, со се финанси, со се и со Русија. Имаме Словачка, имаме Србија, земја кандидат за членство, со исто одлични финансиски, па и политички односи. Треба ли нешто да смениме во нашиот курс за да Европската унија свати дека не е единствената опција со која што ќе не условуваат со идентитетот и јазикот? Не мислам дека треба ние било што да правиме. Може би тие тоа го направија и ќе го ставиме во рубриката нестрекно полувреме. Ние точно знаеме кои сме, што сме, оставивме трага таму. Тој извештај ќе биде на масата, но само покажавме дека како еден мал народ, ако се организираме, малку ако загребеме, ќе излезе на површината целото гангренозно ткиво кое што излезе на површината. Го видовме, сите, цела Европа сведочи. Значи, има многу луѓе од таму кои што ми се јавуваат и кои што даваат поддршка и кои што ми велат: Христијан, сега веќе ми е се јасно. Ако до пред некој ден имав било каква дилема, сега повеќе немам дилема. Инаку, ако зборуваме за соработката со Исток, мислам дека е многу појасно, особено после последната средба на високиот представник на Европската унија со министерот за надворешни работи на Кина во Брисел, обидот практично на поврзување помеѓу Европската унија и Централна Азија посебно. Зборам не само инфраструктурно, туку мислам дека и трговски, а богами можеби па и со сите земји што поминуваат на тој пат, Азербејџан, Централна Азија Казахстан, зборам, да. Така што нашиот пат е јасен, а тоа е полноправно членство во Европската унија. Тежок е, трновите. Гледате дека се дека жилови сме, нека се бориме. Барем додека сум јас тука, ќе се борам додека можам. За да покажеме дека ние сме малубројни, но со големо срце. Така што нашата определба како кон нашите стратешки партнери, тука Европската унија, Обединетото кралство, Соединените американски држави, Турција и така натаму останува, градиме нови мостови, имавме билатерална средба на супер високо ниво со Обединетите арапски емирати и така натаму. Така што очекувам во периодот кој што следи да се засилуваат и да се интензивираат овие соработки. За година дена имам уште многу прашања, но ќе го ставиме нешто и во следниот период, кога ќе бидете прилично активни. Ви благодарам што бевте гостин во Тема на денот.